Почитуван епископ Константин и Милена Кајшаров, почитувани пастори, служители, браќа и сестри, пријатели, присутни, добре дојдовте на една посебна свечена богослужба во организација на Христијанската црква Благовест во Република Македонија, на која ќе го одбележиме денот на реформацијата. 506 години ден на реформацијата. Имено на 31 октомври 1517 година германскиот свештеник Мартин Лутер, понесен од вистината што го има допрено од Словото Божјо и впечатлен од тоа што се случува во католичката црква, објавува револуција, духовна револуција во христијанството, каде што на една црква во Витенберг, мало градче покрај градот Берлин во Германија, ги закачува добро познатите негови 95 тези, кои што се базираат на 5 постулати, кои што излегуваат од Словото Божјо, а тоа е дека се што ни треба е само Словото, само Исус, само вистината, само верата и милоста Божја. Сега ќе ви раскажам една приказна, бидејќи не знам дали беше случајно, но пред неколку дена јас ја посетив Германија и ќе ви раскажам неколку работи за тоа што видов во Германија, а вие слушајте и поврзувајте ги работите. Имено ја посетив главната катедрала во Берлин, ја викаат Берлинер дом, и тоа е место, тоа е црква, огромна катедрала, протестантска, која што е импозантно едно дело, изградено во 19 век и се смета за најголема протестантска црква во Германија. Како што рековме, Германија е лулката на протестантското движење во светот. Огромни редици се прават да влезеш внатре, а на кровот на црквата, до кој се стигнува исклучиво со искачување на над 300 скалила, нема лифт, стигнуваш до една 360 степени крушна тераса, од која може да се наблюдува целиот град Берлин. Впечатлива гледка за која еден колега ми вели: мислам дека овие се толку богати и моќни само затоа што некако вистински веруваат во Господ. Продолжуваме и тој коментира: ние источниве изгледа некако ја промашивме вистинската релација со Господ. Јас не можев да не се согласам, бидејќи ова што тој го рече, јас самиот го искусив и тоа овде на источниот терен, од еден духовен пекор во Божји рај. Имено пред 30 години од мојот живот се декларирав како православен христијанин и живеев безбожно. Животот ми беше навидом полн, но во душата празна. Барав само малку мир. А пред 11 години овде во оваа црква го најдов Бог кој дава изобилен мир, вистинска љубов, постојана радост и дожд од секојдневни благослови. Целосна трансформација, реформација, која што е наследство на тоа што некој брат Мартин Лутер го започнал пред 500 години. Денес знам дека ништо добро не заслужив и не заработив место во рајот. Туку разбрав дека по милоста на Бога сум спасен, како што е пишано во Ефесјаните 2 глава, 8 и 9 стих, каде вели: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали никој. Никој не може да се спаси со добри дела, туку само со верата во Господ Исус Христос. Ќе се вратам пак на Берлинер дом. Една од многуте изреки на Мартин Лутер е следнава: каде што Бог гради црква,
таму ѓаволот сака да изгради гробница. И навистина, импозантна црква, а внатре гробови на кралеви, цареви, принцези, властодржци, градоначалници, познати луѓе од Берлин во тоа време, од пред еден век. Седам и наблюдувам една личност од редарите внатре во црквата и гледам колку е таа уверена во службата што ја врши. Очигледно беше дека таа личност беше полна со знаење и самодоверба. Беше одсечна во действувањето и безкомпромисна кон безредието. Авторитативно пристапи кон еден посетител со капче на главата и му заповеда веднаш да го спушти капчето, бидејќи се наоѓа од црква. Збонето и плашено човекот културно се извини и го спушти капчето. Очигледно не беше воведен во верата, а веднаш над нив стоеше скулптурата на Мартин Лутер. Знам дека редарот имаше вера и би рекол страф од Бога, но религијата е таа што убива, наметнувајќи правила кои те поставуваат над секоја совршена шанса да пристапиш со љубов и да освоиш уште една душа за Христос. Во Библијата, особено во Новиот Завет по кој се водиме ние христијаните, не пишува треба капче, не треба капче. Така е. Пред цели 5 века Мартин Лутер против таквата религија подигна незаборавна духовна револуција, која до ден денес цели народи ги избавува од пропаст. Неретко, за жал, таквите редари денеска сме токму ние кои седиме овде и се нарекуваме христијани. Дали е така? Зошто? Замката е религијата. Таа ни наметнува правила, според кои мислиме дека ако направиме вака или така, нешто ќе постигнеме. Заблуда. Исус Христос е постигнувањето на секој успех, на секоја желба, на секоја амбиција, на секоја правда, на секоја победа, на секое добро што човек може да помисли. Но и повеќе од тоа. И секако Христос е исполнувањето на крајната цел, а тоа е вечниот живот. Се што треба да правиме е да му веруваме, да имаме лична релација со Него и да носиме плодови за слава Негова, за спасение, исцеление и обнова на луѓето, а не плодови на страв, шубе, залажување или манипулација. Ако дојде некој неверен човек во црква или без разлика ако го сретнеш било каде и сакаш да го приближиш до Бога, сега ќе ви кажам некој пример каде што ние несвесно или свесно влегуваме во такви некои религиозни правила што самите си ги поставуваме. Тој ќе ни каже добар ден, ние му викаме шалом. Тој вика како си, ти викаш слава на Бога. Така? Дали не забораваме дека и добар ден е благослов? И добро утро е благослов, и добра вечер, и здраво живо, и пријатно. Така ли? Тоа не значи дека забрането е да се поздравуваме со Божиот поздрав, што значи мир, мир во тебе, шалом. Но, ако не води Божиот дух во кого што е слободата, тогаш и ќе разбереме и кој што е како ветар и не знаеш од каде оди како доаѓа, само ако го слушаш шумот. И ако се водиш по тој Божи дух, ти ќе знаеш и во секаква ситуација соодветно да се поставиш. Зошто? За да не го соблазниш човекот, да го привлечеш кон Бога. Сме правили ли такви грешки? Е сега, кога луѓето велат така, употребуваат црковна терминологија или служат во црквата, многу често тоа го прават не затоа што сакаат да го служат на Бога вистински, туку за да си ја исперат совеста,
заради гревовите што ги прават. Но рековме дека со дела не можеме да се правим. Тоа е она за кое реформаторот ја започнал големата борба со сите оние кои што и ден денеска се уште се држат по правилата. Но затоа ние сме светлината на овој свет. Ако тој беше светлината во еден мрачен среден век, замислете 1500-та, 600-та година, знаете какво било. Кога сега имаме можност и многу послободно да действуваме, тоа значи колку повеќе ние можеме денеска храбро да исповедаме верата што доаѓа од Словото. Пред Бога ништо не е сокриено, се е откриено. Колку знаење да имаме, ако љубов немаме, ништо не сме. А и ако се докажуваме колку сме во право пред некој, проповедајќи нешто што знаеме, де ова книга била вистинска, ова не била, ова била православна, ова била католичка, ова било вака, ова било така. Зошто? Ако се докажуваш колку си во право или колку вредиш, ти всушност го показуваш оправданието што Христос го плати со собствената крв за тебе. И не ја цениш вредноста на благодата со која те спаси и ти подари вечен живот. Има ли повредно од тоа? Затоа треба некогаш да се преиспитуваме во нашите постапки, зборови, дела. Дали тие се некаква израз на некаква религија, традиција или е некакво водство од Светиот Дух. Човекот е склон да следи правила. Тоа е наследство од робскиот живот без Христа. Грците го примија Христос, старите богови ги отфрлија, но за замена си направија нови со светците. Така ли? Ние повеќето бевме православни и следевме многу традиции и правила, а денес на овој свечен ден се подсетуваме да не направиме нови човечки традиции и правила од кои ќе креваме нови религии. Требало вака, требало така. Треба како што Бог вели во Словото. Тоа е столбот на нашето верување и на нашиот живот. Толку едноставно. Ние денес ја празнуваме слободата и откривањето на речта Божја да биде лесно достапна и моќно да преобразува милиони животи. Зашто пред Лутер достапна Библијата била само за елитните свештеници. И тоа за оние кои што знаеле латински, кои ни самите не ја разбирале доволно, а со тоа ги заблудувале и другите луѓе со човечки правила кои ги измислувале и манипулирале маси народи. Затоа го славиме овој ден. Нека ни е честит одбележувањето на овој ден кој секој новороден христијанин треба да го почитува и да благодари на Божјата интервенција, што преку еден човек даде шанса во овие последни времиња неговиот народ да не гине од незнање.